Другари, здраво на сите, здрава криптореволуција. Значи, вака, последното видео го тргнав. Ќе го аплодирам. Не го имам скратено од која минута ми го беа ставили у restricted, затоа што без да ми текне го имам зголемено видеоклипот за да се гледа поубаво, а уствари типчето чиво е видеото има ставено дека тоа видео не може да се употребува и фала на еден дечко што ме подсети нешто што стварно забравам дека еве јас више не користам камера и ме нема долу десниот агол и фактички видеото што ги употребувам не изгледат како дека јас ги коментирам, туку едноставно го зголемив и испаѓа дека му го презимам видеото. Пишав му на дечкото не ми одговори. Ја имав 7 дена или ќе ми ставија рестрикција на каналот и затоа подобро го избришав, ќе го ставам можда утре. Плюс исто еве повторно денеска бев затоа ми и немаше, концентрирав се и доста работи следев од различни сектори. Бев пак гостин на Happy TV за една многу поинтересна тема која што е поврзана со крипто. И чекам да ми го пратат видеото. Бев денеска на Добро утро Србијо. Чекам да ми пратат видео кој ќе го постират на нивниот YouTube канал. Тоа инаку оде уживо на нивната телевизија. И ќе го постирам у групата, а иначе многу дечки ми пишуваат брат дека си шо не постираш нешто. Значи финтата беше што го бев зголемил видеото и бев пуштил да се слуша се и музика и се. Значи буквално другари, како ќе му дојде моменталната ситуација е сатанистите, значи да не ми става душа на рестрикција. Али ќе кажам па ако сака нека ми става. Значи сатанистите, гледате брат, знаете дека американците повеќето ги мрзе да читат и да истражуваат и снимат и песни. И американците гледат вакви спотчиња и ово е цената на јајцата од јас истото што кажав значи тука буквално ако имате фарма за јајца може да станете мултимилионер. Значи јајца од 6,99 на 14,55, значи луѓе за една гајба јајца 14,55 мислам, тука шумите се огромни, вие да ги пуштите тие кокошки сами брат ќе се хранат, има милиарди инсекти и чуда и не ме зезе. Тие цени се, додуша они ги испозапалија повеќето фарми, ако се сеќавате, и нормално е сега да имаме као демек недостиг, јас малку подалеку идов во некои продајници, пак не идов за 6,99. Не знам кој ми имаше видено, бев постирал и на Инстаграм. Повеќето луѓе се и чудеа за какви јајца зборам, за такви другари дека беше достигнало и рефус у Америка да ги продават за $5, $6 на едно. Значи, кој има фарма за животни и ќе преживее сите овие чуда, у иднина ќе биде многу богат човек. И кој ќе живее подалеку од градовите, значи дури можем слободно да кажем подалеку и од села, значи изолирани сами, да си направите off-grid систем, тие луѓе ќе имат супер иднина за разлика од другите што ќе живеат у градовите. Не, многу е добро, спото е, сега да не ја пуштам музиката, вие сами си го гледате, што не слушам сатанистички пропаганди, чисто вакав вовед е видеото. Да видам и тест дали ќе ми ударат рестрикција на во или само заради тоа што го зголемив и имав пуштено музика. Другари, гледате, замислете си. Мислам комедија. Америка има и претерана слобода на овие како да се изразуват. Пошто ово не е баш некоја забавна музика, одемек нешто знаеш интересно, ово ти перење мозок и луѓето. За нив ово е дневна политика, разбираш.
у Сиетл уште има протести против Трамп и против Елон Маск. Мислам, да протестираш против Трамп треба да немаш мал мозок. Мислам, до вчера се гушив му криминал, сега Трамп како дојде више се оправа дури и Сиетл. И самите пратите, нели, колку има ја објави на дневна база, многу и луѓе се чуда и вика, брат, шо е тоа? Што беше тука Афганистан? Дефинитивно. Другари, нема шо да се уклучувам нон-стоп да правам видео, ја не сум трейдер. И тоа е. Значи, имавте, чекай тука забравив да направам, имавте страшна корекција. Гледате од кога не сум отворил. Гледайте. Сега се. Видевте ли? Еве ви сведок жив кој ви е мојот компјутер. Значи, што да ви кажам? На 75.000 беше последно кое што сум отворил и имавте страшна шанса за да акумулирате, значи сите тие штетни навики, кафе, цигари, кафани, да ги стопиравте и да ги уложивте у биткоин, етериум, кардано и 10% доста македонци што ми пиша, имат стратегијата употребуваат и сум презадоволен. Повеќето беа постари луѓе. Младите уште имаме проблем со нив, литат и тие фантазиите у шиткоините, али доста постари луѓе, околу 5-60 имат 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано и 10% у BNB. Тие постарите луѓе, например, Star Atlas DAO, за жал не знаат да се купат, затоа што ја нема на поголемите берзи. Мислам, нема ја на Binance. Али сум презадоволен, доста иселеници, постари луѓе на години имат таква стратегија. Мислам, имат ме послушано за таа стратегија. 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано и 10% BNB. И се презадоволни и веќе се на профит. Значи, купија на падо и еве ги гледат ги моите видеа, можам слободно да ви кажам, нели не е финански совет за не ме блокират видеото, али може слободно да трупат етериум луѓе. Шо направи сега? Етериум луѓе, гледајте, далеко е од all time high. Не фантазирајте за страшни суми на пари, луѓе. 4733, беше повеќе, 4900 на некои берзи. Луѓе, нешто што загарантирано ќе се врне барем на оваа цена, а ќе оде и многу повеќе, вие огромна шанса да ќе направите пари. Значи, гледате, $1500 технологија е, да речеме, гледате колку пари може да направите, кој не верува може да го продаде на 4700, кој сака на поголеми суми може да речеме 50%. Значи, вие ако купите сега на 1575, купите, лошо, јас извинам, да сменете дел од штетните навики, кој што ви го уништува здравјето и место кафе, цигари, штетни тамо кафани чуда, штетни оговорачки, ден губење, кафе шема мобети, ги претворите у инвестиција, вие, другари, можете да продадете 50% на $4700, да направите добра сума и другите да ги продадете 30% еве на 5000 нека биде и другите нели ќе ризикувате на шо повисоки суми се качува и ќе си профитирате. Значи, луѓе, ние сме далеко од тоа дека многу лоша навика, луѓе чекаат да падне биткоин на 6000 и се литна на 83.000 и купуваат на 83.000. Океј. Али, другари, и мале пари не купиле на 75, затоа што на 70 колку падна најниско? 74.600 ли беше? Само се подсетам. Слаб со бројки не помнам. Не. Беше 74.680, ако не се лажам. Флеш краш. Значи, овие CoinMarketCap почнуваат да ме нерват. Зашо валат. Беше, сигурен сум. Кој се сеќава во коментар нека пише, беше 74.600. Али мање битно. Битното е дека може да си натоварат. Луѓе, не е мала разликата. Значи, луѓе кој ќе има 0.01 биткоин за после 10 години, сигурно ќе му се смене живот. А тие 10 години што викате кој ќе чека, верувајте, брач, многу брзо ќе дојдат.
Така да, луѓето од чудо е новото дигитално злато, там нема што да се плашите. Cardano гледате држи доста стабилно. Значи беше најниско 0,55. Другари, сега некој рече, еј брат, 0,55. Еве јас на еден другар му баш смета, вика, еј шо брат? Му покажав брат, вика имав $1000. Делено на 0,55 така ли, на 0,55, а и 6, нели, битна е таа исто, да не се лажеме тука. Ки купеше 1798. Тоа дојде на... Чекай, тука не се гледа. Тоа дојде на 0,665, така ли? По 0,665 е $1196 и ми вика, брат, шо е $196? Ја му викам, брат, ти колку взимаш плата? И он вика, колку беше? €450. И колку ти остануват? Ништо. Брат, 196 тај месец ти останале $196. И еве, да речеме, така ли, 1196, така ли, и беше паднал на 0,60, така ли. Чекай, 1196. 1000, да. Тоа е €1196 делено на 0,60 е повеќе коини купува, разбираш. После по 0, еве колку беше? Мислам не е лошо што го сметам, али ај он не верува, на пример 0,665. Значи он на тие $1000, во на €1000 е кога више го истрейдал, како што му кажав, а не ме послуша. Ја ретко кажувам трейд, нели, кога отиде и викам сега, они се смеат. $1325. Значи он, ако ги врнеше назад тебе у кеш, нели, кога ќе отиде да го продаде, е $325. 320, јас извинувам што ностоп кажувам долари, кај него беше у евра, €325 од озгоре, брат. Епа, брат, тоа е сега, што да ви кажам. Значи, мене ме нервира, јас за тоа не ќе зборам на тие теми. Прашате што да направиш, кажеш му, изгуби ти го времето и не верува. Што треба, брат, иди за €1000 таму, пи по кафаните, земи купи 20 цигари, во 20 пакли цигари, земи купи си таму, смели си 1 тон кафи, што да кажам. Мене, јас, например, интересно ми кога се појават такви карактери. Еј, брат, што да направам, со имаше неколку постари господи што промислев дека се лажни профили, али кога ги отворив видов дека не се, значи од странство се постарите жени и имале по, нели, €5000, по €10,000 и ме прашуват. Не ме прашаа, нели, што да правиме, туку замисли си ја следат таа стратегија 30-30-30-10. И бев шокиран, знаеш, сега доста постари, тие дефинитивно беа над 55 години и повеќето странство и бев среќен дека има постари лица кои што, например, уложуваат пари. Сега да не ги кажам кои држави, али доста, у тие држави знам дека се зема голема плата. Другари, тоа ви кажувам, а замислете си да не збореме, нели, на $3.50. На $3.50, така да повеќето ми се мобетите у пораки за жал, тие луѓе не сакат да се појавуваат. Мислам и глупо е да се појава дека се купиле, па нели како што кажуваат после тие роднини ќе тржиле. Ние уште сме заглавени у тај свет. Јас се извинувам. Ние сме заглавени уште у тај свет дека роднините ако видат ќе тражат пари. И затоа не можеме да ги направиме тие интересни видеа, разбираш. Например, у Македонија кога ќе дојдам планирам да направиме интересно, знаеш. Јас, Славче, Бојан и гости ќе викаме да речеме некој крипто подкаст и крипто гейминг плюс. Таа е посебен подкаст и
да се собираме и нели да прераскажуваме овакви случаи, кој што е имал, има доста случаи. Другари, и самите може да го извртите Cointelegraph. Разбирате, гледаш, ја на нервна база сум кога ќе направам некој видео и земат, гледаш, ќе се 10 да ми го избрише. Тамам ќе ми го погледнат околу 600-700 луѓе, што е супер бројка за крипто и ќе земат ќе ми го избришат. Тоа е. Друго, заклучив, и зашо не ми е логирано? Пише пасворд. Значи, заклучив, имам 1.200.000. Имам 1.200.000 атласи скопено. Имав повеќе од 2 милиона, али милиони нешто сменив у бродови и станици нешто ми требаше. Значи, искупав 1.200.000 атлас, уште не ми е продадено, туку уште имам 6 милиона, ако се не лажам. Да, 60 милиона не се продадени. Значи, имам ископано 1.200.000, од кои заклучив 560.000. Тие се, ако сакам да ги отклучам на 24 дена, така ли беше? На 21 ден, значи, на 21 ден можам да ги отклучам. Додека полис се заклучува, бираш на една недела, 2, една година, там имам на 5 години заклучено 1.700 за тест фаза. Тука имам заклучено 560.000, еве на трета позиција, за да ми намале fee reduction 25%, total fee 4.50 и DAO share, значи 1.50. Ја се извинувам, фаќа дремката, више 3 сата скоро туку у Сиетл. Значи, estimate daily reward ми дава 1 полис и 13. Значи, еве вака, дека беше сега. И брат на таа станица со тај новинар, со овај новинар, вака, онака, брат, Кочански си го заборив човече. Јас со еден пријател зборам, вика брата, вика ти шо збориш? Ти вика сите јазици ги помешал, викам брат, шо да правам, тоа е. Колку беше 1.13? 1.13 all time high 19.23, така ли? По 19.23, така ли? Значи, по леле шо направив. 1.13 на ден, толку ли ми копши? И 8 е битно, ајде, и 8. По 19.23, 19.23 е еднакво на... супер беше ја... Даниеле, спијам, еј. 21 и 88, така ли? Брат, шо сака да пресметам, јас сам сум легенда. Значи, нема нешто, мозокот ми е блокиран. 19.23, така ли? По 30 дена е 576 $. Да речеме еден месец да стоја all time high. Или, например, он треба да стигне до $25. Еве ќе го сметам најниско. 8. Значи на ден да речеме ми копа по едно. 8. Блокираме мозокот за 1.13. 8, до сега бев уживо на подкаст и мозокот више ми крахира. Значи $8 кога беше DAO полис, значи по 30 дена е $240, да речеме од $8 до 19, нека иде до 25, нека отиде. Еден месец да се држи измеѓу тие суми, ја да го продавам, луѓе, јас ќе земам $240 само од тие што ми се заклучени тука како тест. Ја ќе ги собирам, нема да ги онадам. И ќе ги киширам на $8 или на 20 и ќе си направам парички, луѓе. Кој ви ги дава тие? Знаеш, многу луѓе ќе речат, шо е 240? Луѓе,
240 од тука, 240 од онамо, 240... Пари е тоа, бе, другари, бе, брат. Не можем зашо сте улезени у тие фантазии да е одма 200.000, 300.000. Пари! Од тука 200, од там 200, од тука, значи ќе се собере, брат, да соберете ви 1000 евро за еден одмор, брат, од крипто, од игри, нешто, бе, другари, бе, не знам. Многу луѓе сакат одма да станат милионери. Не иде, бе, другари, тоа. Гледате, и јас полека, од тука, од таму, истражувам, пробам, еве, многу македонци сега почнаа да купуваат бродови. Најчесто купуваат Махок и Кушима Карго 2000 и ги стават на рентал. Купуваат многу и од овие, кажа го, малите што се тркачките бродови, почнаа да си купуваат и станици. Claim Stakes Tier 1 копат, тоа копат зашто се одлогирало тука? Копат, тие се Tier 1, ја имам 6-7 и ми копат, гледате, тука копат ми храна, фюел, бензин, муниција и кажи го тулкит. Значи копат си, повеќето македонци почнаа да собират, да купуват. Не е лошо. Значи тај дел се си крчка. Друго, другари, Крипторас е објавил биткоин конференција ќе има сега од 2025 у Лас Вегас, измеѓу мај 27 и 29. Најчесто на какви конференции не лита крипто, ама тука да речем у Лас Вегас и плюс Трамп ако се погода да каже некои добри вести, мислам дека ќе треба да литне. Оно уствари секојаш обратно, овие комарџиите ако ударат дека ќе паѓа, оно ќе литне нагоре. Да се надевам малку да се напумпа криптото. Чекај да видиме колку се картите. Не планирам да одам. Значи, Festival Pass е $485. У Лас Вегас најискрено, другари, не скапе хотелите. Може да идете, имате хотели за секоја класа. Стварно не се скапе. Ја неам отидено. Сакам да отидам, али моментално, знаете, криза за кеш. И не се скапи. Еве, тие VIP Whale пас е 8900, ама за тие китови, тоа се милиардери, мултимилионери, тоа за нив не е ништо. И таму тие успеват, нели, да дознаат доста информации, тај стил, ма тие луѓе го зимат тај пас, затоа што имат стварно многу кеш и може да дојдат. Ја немам кеш, не сум вработен и да би дадел 8990 скоро $9000 е лудост. А и, например, да отидеш таму, да потрошиш $5000 в Лас Вегас, тоа не е ништо, али у вакви времиња да даеш толку пари е многу, затоа што тие пари, замислете си вие за $9000, брат, да лупнеш, да речеме, у Стар Атлас дава, брате, гледај го тоа чудо. $9000 делено на 0.0573 купуваш 157.000 токени, брат, по, еве, не мора да е 19 и 23, еве, $8, брат. Брат, че ти си за $9000 видел милионер, 1.200.000, брат, шо да ви кажам. Замислете си и после јас може да ја правам у Сиетл конференција тука на Алкај Бич, дека одам на плажата да правам криптогуги конференција, бесплатно, брат, да литаме бродови така по плажата, брат. Значи, не е секогаш да отидете да се сликате и чуда, луѓе тај кеш да го концентрирате на овакви проекти, ќе имате многу поголем бенефит отколку да лупате пари на овакви конференции и плюс многу луѓе се хакирани на овакви конференции. Хакерите не спијат, например, нели секој го носе мобилниот телефон таму, тие да ви украдат телефон е за нив ништо. У секунди и знаат исто и да го отклучат и да ви испокрадат. Нели најчесто повеќето луѓе имат пасворди на телефон. Че таму да ве хакират е огромен процент. Не дека мене ќе ме таргетират, али знаат, например, повеќе луѓе што се ги таргетирале, се големи китови и имат извлечено доста, брат, коини и токени од тие телефони. Не знам, не се сеќавам како беше
на кој начин. Али имаше многу луѓе имаше хакирано. Лас Вегас сепак е отворено за сите и таму луѓе што може да видите, мислам дека никаде на друг свет нема да може да видите. Тоа е, другари, едно кратко видео пред да одам да се спијам. Супер оде, видеото го има гледано околу 3000 нешто луѓе на Happy. Чекај да видам ствари. Дека беше само, чекај. Другари, камерата за жал е катастрофа, али тоа е. Мислам 4K утре са бајле. Ево е јако тука. Може и некоја македонска песна да пуштиме, али за африканците настрана. Секоја чест за 7 дена 3500 само на YouTube. Супер бројка за крипто, 50 коментари. Имаше само еден чуден коментар. И чека тука, знаеш дека не сум видел шо имат ставено. Па немат ми ги ставено каналите, али јас ги постирав туку коментари. Фала на сите македонци што коментиравте. Фала, браќа. И водителката беше исто задоволна дека многу позитивни коментари и ја у ваше име и се заблагодарив. Не е мала работа да телевизија да ни даде, да ни даде како се вика простор да кажеме, значи од овие 3200 луѓе да земат да си направат Binance профили ке премија, ќе се промени живото и така да бореме се гледате за секоја душа. Другари, гледајте го видеото, дадете поддршка, значи давате поддршка на самата телевизија, да самите имате уложено доста у крипто и многу мал дел го споделија на нивните Facebook профили. Луѓе, помагате на балканска телевизија, дава простор за крипто да се зборува. Треба и вие да дадете простор, значи лайк, коментар, помагате на самата телевизија. Па и друг пат повторно да не викне и да ни даде уште 30 минути да ви даде оваква телевизија која што има 329,000 subscribes, на другиот имат 400,000, а уживо тоа е телевизија ја гледат дури милиони срби, така да и други луѓе од Балкано. Мислам дека и некои луѓе ми кажуваат дека и у Македонија, ако не се лажам, ја доста гледат Happy TV. Подкастите знам дека има доста интересни подкасти за теории, за тие работи, и за БРИКС има, ги гледат, ама за во пишете коментари, не се сеќавам кој ми кажуваше дека е имал на некоја сателитска или ги гледал, не се сеќавам, некој ми беше пишал коментар. Еве имат исто интересно тука, оваа е интересна емисија пред 2 недели, ја дури денеска видов, не знам кој сум исплушил. После ручка вика свет без евра, долара, нова ера финансија, дали су криптовалути будучност. Ја не ја изгледам, еве гледате дека е црвената линичка, гледаш, не лажам. Еве денеска планирам, мислам утре уствари ќе гледам, сега веќе 3 сата ќе легнувам. Дадете поддршка, луѓе, ништо не губете, разбирате. Мислам, сепак српска телевизија дава простор на македонец да зборе за крипто, за разлика додека од другите медиуми никаде ги нема, освен Infomax што ми дадеа простор да си искажам пред колку беше време, не се сеќавам, и Доктор Горан, ама Доктор Горан не е телевизија, Доктор Горан е на Инстаграм. Другите телевизии ги нема никаде. Мене и на многу македонски подкасти ми викат, али луѓе оставам простор прво на телевизиите да се доискажам, затоа што телевизиите многу повеќе пренасат информација. Другари, тоа е, тука се гасам, Bull Market ки има, тоа забравам да го
повторам, луѓе, ништо не сте видели уште од Bull Market. Ке има Bull Market и веќе у Америка бев постирал, не знам, многу повеќето луѓе се смеја. Ние гледате кои суми ги држиме, гледате не падна на 50.000, не падна на дури ни на 60.000 на толку негативни војни со тарифи и чуда. Не се сруши и луѓето е возможно, ништо не е да иде и 240.000 е нормално. Нормално и мислам, почнувам чим толку издржа тај биткоин, мислам и толку да држе, да стоја на таа сума, брат, мислам дека 240.000 може многу лесно да отиде. Замислете си тоа чудо кога ќе отиде 240.000, кога ќе почнат да го лупат у резервите. Значи, замислете си што ќе се случи со алткоин сезоната. Чао, другари, и поздрав!